Почнуваме со информативната програма, останете со нас и проследете ги вестите. Очигледно дека годинава ќе немаме голем избор на овошје, зеленчук, а и тоа што ќе го имаме ќе биде со изгор цени. Штетите од пролетното измрзнување кај овошките и лозијата во Пробиштипско се проценуваат на повеќе од 2 милиони евра. Проценките на земјоделските експерти се дека штетите кај лозовите и овошните насади се 100%. Мразот им го изеде родот на пробиштипските земјоделци. Земјоделските експерти оценуваат дека штетите на лозовите и овошните насади се 100%. Род ќе немаат ниту годинава, ниту пак наредната. Маде Зашовски, кој има 8 хектари лозови насади и плантажи со вишни, вели дека има штета од над 30.000 евра само кај лозовите насади. Па сега субвенциите се ни подитно потребни, на некој начин барем да ги тераме тековните трошкове. Значи, ние мора да ги обавуваме тековните трошкове, плата за работници, тековно одржување, хербициди, купување фунгициди, така да се тоа мора, овие субвенции барем во овој момент многу потребни. Комисијата за проценка на штети од денеска официјално на терен. Според првичните проценки на земјоделските експерти, штетите во овој регион на лозовите и овошните насади изнесува околу 2 милиони евра. Значи, станува збор за површина од околу 320 хектари под овошен насад, значи вклучувајќи го и индивидуалниот и правниот сектор, и околу 160 хектари лозов насад, значи една голема штета за земјоделците од нашата општина. Земјоделците од овој регион се пожалија дека мора да се најде начин за осигурување на посевите од студот, бидејќи компаниите оваа година не им дозволиле тоа да го сторат. Во некои компании кај што ние претходно бевме осигурени, значи не прифаќа осигурување за од мраз, или се прифаќаше тоа да биде од крајот на април, мај, кога веќе временските услови не се така ниски. Штети од мразот ќе можат да ги пријавуваат регистрираните земјоделци, но и оние на кои што не им следуваат субвенции. Пријавувањето е до 10 мај. Земјоделците очекуваат обештетување, но засега и оваа исплата е неизвестна, како што се и субвенциите кои ги чекаат земјоделците. 70% од децата имаат кариес, а повеќе од 12% се со пломбирани завчиња. Потребна е поголема едукација за оралната хигиена. За другите дневни актуелности, амбасадорот во Македонија Самуил Богар беше во протоколарна посета на Штип. Тој имаше средба со градоначалникот на градот Подисарот Илчо Захариев. Денешната посета на амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија Самуил Богар во кабинетот на градоначалникот на Штип Илчо Захариев искористена за размена на идеи за поддршка на проекти од страна на Европската Унија. Захариев со надеж дека Европската Унија ќе поддржи издржливи проекти на еколошки план. Го запознавме со нашиот град со богата култура, историја, образование, со економскиот развој на нашиот град и перспективите за развој на нашиот град. А се она што се владени проекти во нашиот град и секако дискутиравме каде може да се најде помошта на Европската Унија за Штип. А мислам дека во овој момент еден голем проект кој би можел да се финансира преку средства од Европската Унија и изградбата на почистителен систем за отпадните води во нашиот град, кој треба да биде изграден на 4 км низ во Штип. Значи, оному каде завршува колекторот. Но тоа не зависи од нив, туку зависи од нас колку ние сме спремни да направиме добри проекти, затоа што ако имаме добри проекти, тие проекти ќе бидат прифатени кога ќе има јавни повици и во крајна линија ќе бидат прифатени. Инаку да кажам дека со средства од Европската Унија имаме неколку проекти финансирани во нашиот град. Најуспешен проект ни е мултимедијалниот центар, каде Европската Унија инвестираше 149.000 евра. Остатокот средства ги обезбеди општина Штип. Имавме неколку проекти за културна соработка со Бугарија. Тие беа проекти некаде од 100.000 евра, со Благоевград, со Ќустендил, со Гоце Делчев. Сакам да кажам дека ние како општина на вистина цениме дека Европската Унија е нашиот пат и перспектива. Очекуваме дека Европската Унија ќе ја поддржи Македонија во европерспективите и убеден сум дека тоа ќе се случи наскоро. Така да во овој момент Штип како град пулсира, го информиравме амбасадорот, а секоја поддршка и помош која ќе дојде од страна за нас ќе биде добро дојдена.
Евроамбасадорот Жбогар задоволен од протоколарната средба со градоначалникот на Штип Захариев. Во навистина представува задоволство да бидам денеска во градот Штип, како и во самата општина Штип. Да ви кажам, да ви информирам дека за прв пат го посетувам градот, како и општината Штип. Имаме многу добри дискусии со градоначалникот на Штип и мислам дека после тие разговори добив многу добра слика за тоа како се развивал градот во изминатите неколку години, посебно на економски план. And to conclude, of course, with the mayor, we discuss also the... Исто така имало реализација на проекти тука во вашата општина, кои што биле финансирани страна на Европската унија. Значи се работи за некои мали проекти, меѓутоа исто така разговараме со градоначалникот и за можност за идни можни проекти кои што би се реализирале во вашата општина. Се разбира дека ги дискутираме потребите каде би можело тие проекти да бидат финансирани од страна на Европската унија, кои што би можеле да го подобрат животот на самите граѓани. Инаку амбасадорот на Европската унија Самуил Жбогар денес во Штип беше дел и од презентацијата на ИПАР програмата на Европската унија за поддршка на проекти, а го посети и клонот на Стибовата градинка во населбата Сења, каде Европската унија поддржала проект за енергетска ефикасност. Амбасадорот на Европската унија во Република Македонија Самуил Жбогар одговараше и на новинарски прашања за тоа како ја гледа разрешницата на актуелната политичка криза. Жбогар дециден, Македонија е на македонците, а демократијата треба да победи. Мислам дека не е наша задача, нас дипломатите, да кажеме кои се излезите или начините за излез од сегашната политичка ситуација во вашата земја. Мислам дека тоа е задача за домашните политичари да изнајдат решение за излез од сегашната политичка ситуација. Ми како Европска унија ние целосно го почитуваме правото на граѓаните да го изразат своето мислење, како и да мирно протестираат по улиците. Мислам дека е тоа основното право на сите граѓани за гарантирано со закон и дека гледаме такви демонстрации кои што се случуваат секојдневно во Скопје како и во другите градови на вашата земја. Се разбира дека ние како Европска унија одблиско ги следиме овие демонстрации, ги слушаме нивните пораките на демонстратите. Се разбира тоа што они си како нивно право да си се само изразуваат, да го изразуваат своето размислување, меѓутоа во исто време во вашата земја, во Република Македонија, имаше избори на кои што мнозинството на граѓаните го изрази своето мислење и во склад со тоа имаме парламент кој што се формираше и во база на тоа чекаме дека работите ќе се одвиваат понатаму. Странци олесниле штипска фирма со 18.000 евра, ги хакирале банкарските сметки, па наместо на фирмата партнер парите нелегално легнале на нивна сметка. Од секторот за внатрешни работи Штип апелираат фирмите да внимаваат на својот капитал, бидејќи досега ваков криминал пријавиле дури 5 компании. Двајца странци, од кои едниот холанѓанец, другиот државјанин на Јужната африканска држава, олесниле штипска фирма со 18.000 евра. Според полицијата, лани во мај, нелегално влегле во компјутерскиот систем, односно во електронската пошта за комуникација помеѓу штипската и партнерската фирма од Холандија, па наместо парите од Штип да завршат на сметка на партнерот од Холандија, легнале на нивна приватна сметка. При што на 10. мај минатата година пријавените го измениле имејлот на холандската фирма, поточно банкарските податоци во доставената документација и штипското правно лице извршило уплата од 18.000 евра на прво и второ пријавените, со што истите се стекнале со противправна имотна корист од 18.000 евра. Фирмите регистрирани да вршат било каква дејност да внимаваат на своите сметки и капиталот, секој сомнителен упат да го пријават во полиција, апелира надлежните. Апелираме до правните и физичките лица кои вршат уплати во странство, посебно да внимаваат на податоците, односно банкарските сметки, бидејќи постои можност истите да бидат хакирани, променети од страна на криминални структури кои што се занимаваат со ваков вид на криминал.
Сајбер криминалот не е новина во комуникацијата на деловниот свет. Криминални групи не спијат. Хакирајќи банкарски сметки заработуваат милионски суми. Од ЦВР Штип информираат за пријавени 5 случаи на ваков криминал. И во изминатиот месец, а и во тековниот, доста говоревме за тоа дека загрижувачки се податоците поврзани со оралното здравје кај дечињата. Речиси 70% од децата имаат кариес, а повеќе од 12% имаат пломбирани запчиња. Правилното одржување на забите не е проблем само кај дечињата од предучилишна возраст. Истражувањата покажуваат дека и првачињата правилно не ги мијат своите запчиња. Над 70% од децата имаат кариес, покажуваат податоците од систематските прегледи, додека повеќе од 12% од децата на возраст од 6 до 14 години имаат пломбирани заби. Загрижувачките податоци укажуваат дека речиси секое второ дете има по една црна флека на забите. Се јавува кај децата бидејќи јадат нездрава храна, најчесто чоколади, бомбони, газирани сокови, од тоа најмногу се јавува кариес. Кариесот се превенира најчесто кога ќе израснат првите стални заби, треба да се посети стоматологот за да се направи залевање на фисурите и при тоа се превенира појавата на кариес во понатамошниот тек од живот. Дека оралната хигиена не е силна страна кај децата до 6 годишна возраст потврдуваат и истражувањата направени во рамки на општинскиот проект Здрави деца, здрава иднина, со кој беа опфатени двете детски градинки. Сите си ги мијат забите, но не доволно и правилно. За да се зголеми нивото на оралната хигиена, има препораки во кампањата да бидат вклучени и првооделенците. Дека самиот проект придонел во однос на подигањето на свеста и кај дечињата првенствено, а потоа и кај родителите за подигањето на свеста за оралното здравје и оралната хигиена, како и од разговорите и комисиите кои што се во Советот на општина Штип добивме препораки како оделение за образование и оделение за јавни служби и понатаму да продолжиме со ваквите едукации не само кај дечињата, значи да бидат опфатени и стручните служби и на вработените во градинките, значи со медицинска едукација. Покрај промената на начинот на исхрана, стоматолозите советуваат дека клуч за здрави заби, посебно кај децата од предучилишна возраст, се превентивните контроли, кои би требало да се прават на секој 6 месеци. Учениците од училиштето Ванчо Прке и од Карбинското Страшо Пинџур покажаа најдобри резултати на општинскиот надпревар детски семафор. 6-члената екипа ќе ја представува општина Штип на регионалниот надпревар што ќе се одржи во Пробиштип. Традиционалниот квиз надпревар детски семафор се одржа денес во основното училиште Димитар Влахов. Учествуваат 36 ученици во 6 екипи од сите основни училишта во Штип и Карбинци. Основците се надпреваруваа во знаењето од областа на сообраќајот по неколку неделна подготовка од менторите. Немавме многу време, да не речем 3 недели. Зошто е важно да знаем, да ги знаеме сообраќајните знаци? Затоа што кога ќе пораснеме големи, нели, сите ќе сакаат да полагаат за автомобили и ќе ни биде полесно да положиме. Не е многу тешко. Очекуваме ли денеска добри резултати? Да. Треба да ги знаеме знаците, да внимаваме на пешаците и да. Новина од оваа година е што теоретскиот дел од квизот на надпреварот се спроведе по електронски пат. Практичниот дел како и досега се спроведе на полигон. Тестовите се преку компјутер и децата со своји шифри влегле во програмата и на тој начин сметаме дека ќе биде оној фактор на ургенции прескокна. Од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата потенцираат дека ваквите активности се реализираат во координација со Републичкиот совет, но надлежните забележаат дека соработката за ваквите проекти на локално ниво изостанува. Иако за жал оваа работа е потребна како едукација да биде предмет на работа на сите релевантни фактори во државата и сите да си го земат својот дел, бидејќи превентивата во сообраќајот
најголемото нешто кое ќе треба да го одржуваме, да го направиме со оглед на тоа дека голем број на сообраќајни незгоди во државата се токму од неедуцираните кадри, неедуцираните учесници во сообраќајот. Најдобрата екипа на општинскиот надпревар ќе земе учество на регионалниот надпревар кој ќе се одржи во Пробиштип. За најуспешната екипа тоа ќе значи надпреварување на државниот надпревар кој ќе се одржи на 20 мај во Скопје. Јавното предпријатие ИСАР, покрај што се грижи за хигиената во градот, за зеленилото и така натаму, тие во дворот на управната зграда започнаа да градат гаражи за возилата од нивниот возен парк. Јавното предпријатие ИСАР започна да гради гаражи и механичарска работилница за возилата од сопствениот возен парк. Јавното предпријатие ИСАР започна со изградба на гаража, односно на покриен паркинг простор за возилата кои што ги имаме, бидејќи сами знаете дека во текот на зимскиот период имаме доста голем број на проблеми со самото палење на возилата, се скратува и рокот на самите возила кои ги имаме, вака да сите возила ќе бидат покриени и ставени под паркинг простор, додека сега ве правиме на гаража каде механичарска работилница која ќе биде 154 квадратни метри, ќе биде висока 4 метри, ќе има посебни санитарни јазли, ќе има посебни гардероби, така да со сето ова ќе се заокружи целиот круг на самото јавно предпријатие ИСАР. Градежните активности во кругот на јавното комунално предпријатие ИСАР треба да завршат за 2 месеци. Утре во периодот од 9 па се до 13 часот ќе се врши првата редовна дезинсекција, што секоја година редовно ја спроведува локалната самоуправа. Со зголемувањето на температурите и излегувањето во природа постои опасност и од крлежи. Минатата година само на инфективно 147 штипјани побарале лекарска помош за отстранување на крлежи. Од утре Штипската локална самоуправа ја започнува традиционалната борба против комарци. Со пестициди ќе бидат третирани сите застојни води како и парковите. Ќе спроведе ларвицидна дезинсекција со цел уништување на ларвите на комарците. Третирањето ќе се врши во периодот од 9 до 14 часот и со истото ќе бидат офатени застојните води во урбаните населби и локалитети на територијата на општината. Минатото лето комарците и крлежите беа голем проблем за штипјани. Граѓаните реагираа дека прскањето од земја не ги дава очекуваните резултати, така што добро би било барем еднаш годишно да се изврши и прскање од авион. Лани неинфективно, дури 147 граѓани побарале лекарска помош при отстранување на крлежи. Инфектолозите апелираат внимателно кога се излегува во природа, а по секое враќање дома темелна проверка на телото. Сами крлежите не, никако, за тоа го збореме дека треба една проверка дома да направат на целото тело, почнувајќи од глава до петици, бидејќи имаме крлежи кои што знаат и да се вгнездат и во главата, и првото приметување одма да се јават или на медицинска помош, па или матичен лекар, па тука ги упатуваат до инфективно оделение. Во текот на минатата година на инфективно е регистриран само еден пациент кој бил каснат од змија. Денес во Штип беше презентирана ИПРТ-2 програмата на Европската Унија за поддршка на граѓански организации. Повикот за аплицирање е до средината на месец мај. 5 милиони евра ќе се инвестираат во издржани проекти на невладините организации кои работат на прашањата за евроинтеграција. ИПА програмата на Европската Унија за поддршка на невладени организации денес презентирана во Штип пред граѓанските здруженија. Присутен и евроамбасадорот Самуел Жбогар. Последниот повик за проекти од ИПА е со буџет од 5 милиони евра, а Фондацијата за развој на локалната заедница Штип преку ИПА реализира проект насловен како Силни организации за позитивни социјални практики. Ке трае 3 години.
Всушност овој проект е поддржан од Европската унија во рамките на програмата на ИПА за поддршка на граѓанско општество, меѓутоа од програмската шема од минатата година, ова сега се однесува новиот повик за оваа година. Тоа што е планирано во рамките на овој проект, кој што ќе трае 3 години, е што ќе се направи една процена за состојбата со локалните граѓански организации, понатаму ќе се обезбеди соодветна поддршка преку менторство и обуки, но и ќе има финансиска поддршка преку регрантирање. Во исто време планираме да соработуваме со 16 општини во Република Македонија, каде што ќе биде подготвена методологија за распределба на средства за Сдружение на граѓани и фондации од општинските буџети. Финансиската рамка за реализација на активностите од проектот Силни организации за позитивни социјални практики на Фондацијата за развој на локалната заедница преку фондовите на Европската унија е со буџет од 300.000 евра. Студентите на правниот факултет денеска дебатираа на тема криминал од омраза. Според универзитетските професори од правниот факултет, говорот на омраза најмногу е забележан на актуелните социјални мрежи. Говорот на омраза е тешка тема, која тешко се искоренува во една заедница. Присутен е најмногу на социјалните мрежи. Токму говорот на омраза иницира и криминал од омраза, забележа универзитетските професори на денешната дебата на Штипскиот правен факултет. Говорот на омраза е присутен насекаде. Говорот на омраза е се присутен во секоја пора од човековото, од општеството, да речеме, не само во Република Македонија, туку и пошироко во светот. Значи, не само во медиумите што ги читаме, да речеме, што ги гледаме, меѓутоа вие имате широко и говор на омраза, и дури и криминал од омраза што може да го следиме ако се сеќавате на последните настани во Америка, што се случува на социјалните мрежи. Универзитетските професори забележуваат дека токму со дебатата и поголема информираност кај младите може да се искорени говорот на омраза, дискриминацијата и криминалот од омраза. Денес на програмата се надпреварите од вонредното 29-то коло во рамките на првата македонска фудбалска лига на градскиот стадион во Штип. Екипата на Брегалница е домакин на Битолски Пелестер. Овде ја заокружуваме информативната програма. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатни моменти со Ирис телевизија.